Ирена? Па види се, мислам, Секој си реално да забавна, збориме, си забавна. да. Ме интересира, кажи ми, на што најмногу трошиш парите? Сега ќе ти кажам, него знаеш што е времето, како вика, времето ќе каже кој е лажен, кој е тажен, кој е плавуша, кој е овца, кој е лекар, а кој е пекар. Јас си ова е оставам твоја секогаш некоја. значи на времето. Што ќе биде и како ќе биде. Ама обично кој ќе изгусти после сите, Ирена. А тогаш после, значи, онака си лабават. Тоа што ти ќе ми кажеш кој е пекар. Ќе кажам, кој е пекар, кој е лекар, кој е овца, кој е плавуша. И не Кој ми лаже кажа, и кој... на што најмногу Да. трошиш пари? Па најмногу трошам пари, искрено да бидам на што? На спомени. Спомени? Да, ајде, што се спомени? Фотографии, валјда не. Не, ајде, тројче што се спомени. Како викаме, што старе е човек, троши на што? На физички изглед? Не. Па и онака сум убава што ќе трошам на физички Да, изглед. и ме зачуди јас. Јас тоа си правам, нели, козметички третмани, си правам Значи, облека не е. например, си правам се што треба да си правам, масажи, све си правам. Абе на патување бе трајче. Па кај се патување. создаваат спомени, нели? Така е, така е. Значи кај рековме, кај што не дава Дубај шејкот и- морам јас. Да. На спомени. Значи, вистина со текот на годините, мислам дека човек треба да вложи највеќе во патување. Затоа што гардероберот ми е навистина препол. Ти се слушил некогаш Со од работи. некој бакшиш да одиш на патување? Кој ти бе, кој ти е Ајде. најголемиот бакшиш? Леле. Да го кажи ми ја. Види се, кој ми е... Не, значи зашто не го поставиме вака прашањето? Ајде да. Кој ти е најдобар настап? И бакшиш. Настава кој што има најдобар бакшиш, Да, така? да, Да. да. Меѓутоа, за да стигнеме до бакшиш, зашто сите не прашате како стигнавте до тој бакшиш? Како стигнате до тој бакшиш? Или многу, например, викаат, ма вие многу бакшиш земате. Не, ја не земам бакшиш. Они ми даваат. Наш, ми го дават бакшишот. А како ни го даваат? Значи, тука има друго прашање. Ни го дават, бидејќи ние, Сте го заслужиле. како сме го заслужиле? Па со пење. Ама не е само со пеење, него како на почетокот ние сме направиле нашата програма, така? Тоа што не можат песните да се пеат тие што се на крај да се пеат на почеток, така? Значи мора да ние направиме еден план, не е тоа така. Се прави план на песните, кој на почеток, кој се прави на градација за да се стигне. За тој човек ти да го погодиш во срце со таа некоја песна сега. Дали има се во моментот, дали тие луѓе се разочарени, дали тие луѓе се радосни, дали тие луѓе слават нешто, нели? Таа песна треба да дојде до слушателот, до крајниот конзумент. Па треба да биде шармантен, па треба да знаеш да умееш со него. Значи тоа е филозофија, не е туку Па така. не е туку така, првата да како биде што пета вие. песна. Значи се и тој и на друг начин ќе ти го објаснам, памтим ми го зборот, да ме потсети што сакав и тука да кажам. Секако. Да. Не забарам. Да, и значи човекот едноставно станува еуфоричен бидејќи е погоден од некоја песна, дали е погоден за некоја љубов, дали е погоден за, например, му се родило керка син, дали едноставно си излегол на вечера со неговата девојка, па ете му пееш песна. И тој човек едноставно нас ни дава напојница, односно ни дава, Бакшиш. да, награда. Значи, ние така доаѓаме до тој бакшиш, бидејќи тој е задоволен. А како значи, што е бакшишот? Бакшишот е степен на задоволство кој што гостинот пред се тој е задоволен. Значи, кога го дава бакшишот, кој е задоволен? Пејачот први или задоволен е гостинот? Гостинот и пејачот. Гостинот е задоволен, значи степенот на задоволство, тоа е најголем степен на задоволство кога ќе даде гостин пари, дека он е задоволен, значи допрало песната на неговите емоции. Така и само кога ти замисли се одам јас себе по пат, ти си еве гостинот на пример. И сега си шетаме ја и ти по улица и сега ти можеби сакаш, еве јас сега сакам да ми даде 100 евра. И ти рече, мајбе, трече дај ми 100 евра. И ти кажеш, зашто ми берува 100 евра? Нема, зашто да ја дадам 100 евра? Така, например, не и давам. Добро, не ми даваш. Ама ке дојдеш на музика, Ама кога ќе ми испееш најбавата ке песна, те допрам во срцето и ке ти отпеам не дали убава, не убава, може ки ти ке имаш нека порачка, нарачка, нели било што, ти ке си ги дадеш фино лепо глатко тие 100 евра, а ја не сум да ги не барала. видиш? Значи така, тука е поентата. Зошто? Затоа што ти си задоволен. Кај тебе е највеќе задоволството. А јас секако си задоволна со песната што си пеам, јас сум платена за тоа, така?
Спомнавме редоследот на песните, што им рече Тоа е Дате многу Поц. битен. Како? Тоа е многу битен редослед на песните. Не можеш ти да ги пееш песните по обратна ред. Ние точно знаеме која песна, кој момент треба, која песна пали, кај не пали. Са и ние си имаме Можеш тука вака наши некого стратегии. да погледнеш, некого да Ние точно погледнеш знаеме и да кој знаеш човек, која ние песна. точно знаеме кој човек ја даде бакшиш, кој не. Знаеме, да, знаеме. Еве, ја имам ли вака фаца вака за да дам бакшиш, за да седнам да се опуштам да. Ама не, види се, многу е битно да те видам тука и многу е битно да те видам У во кафана. ресторан. Да. Не можам тука да те проценам. Морам да те проценам во ресторан ако дојдеш. Не си ме викнал. Е, па дојди и ќе те проценам. Ама дојди со малку повеќе пари. Па сега, нели, како се расположиш, да имаш што да дадеш, нели? Да. Значи, тоа е, ние си имаме, значи, наше е 600 чуло, што доста работиме, значи, пејачите. Точно знаеме кој ќе даде, кој нема да даде, кој. Све се знае. Значи, тоа е работа и процес не е туку така. Ние бе. сме и плюс и психолози, да знаеш. Па има некои луѓе кои што се, например, и нерасположени вака, па значи има разни пристапи, како да кажам, да. Добро. И тоа Но што бакшишот- требаше да ме подсетиш. Ај, За- добро, за бакшиш. бакшишот. Најголемиот бакшиш. Можеме да кажеме Па нека види сума. сега сума. Што знам сега која сума сега. Види и бакшишот е ствар што ние го делиме сите музичари подеднакво. Не сум го зела Еве јас ти само лично тој што си го бакшиш. зела? Па што знам, може околу 1000 евра на вечер. Добре. Може би повеќе некад, не знам сега стварно. Ама тоа сме повеќе луѓе, например, сме зеле печесилини, тоа што кажав се дели на повеќе луѓе. А во странство и повеќе. Така. Да, странство и повеќе. Значи поисплатливо во странство да се бе. не сакав да кажам дека секоја работа треба да работи со љубов и во однос на бакшишот сакам да ти кажам, значи. Еве да речеме некој бизнис. Ние преку песната, нели, ги расположуваме луѓето и тие се задоволни или нели, ете прави промети кафаната, ресторанот, и ние добиваме бакшиш. Меѓутоа и секоја работа, некој бизнис, ако се почнеме, пристапот на луѓето, јас им се обраќам до луѓето преку песна, со пеење. А, например, ако сакам нешто да купам, мене продавачката или тој што нуди нешто или маркетинг агентот без разлика не се, мене ми се обраќа со зборови, така? Колку е поприемчив, колку повеќе знае, умее, значи со долгогодишно искуство и знае од која страна да ме фати, ќе ми продаде повеќе работи. Така? Се игра на зборови, ама со ние што си играме со песната. Само ние новинарите немаме бакшиш. Тоа не е важно. Ама добро, па затоа вие која ви е предноста? Вие ги викате гостите, меѓутоа вие не ги плаќате гостите, така? Дагат, значи, Ошто ве почитуваат, нели тоа е почит? Мора да признаеш. Да. Така? Секако. Ти ако не ме почитуваше мене, немаш да дојдеш. Значи јас сум одвоила време. Да. За ова. И не само време, и туку си била искрена, како што никогаш не си била до сега. Да, значи отворена за разговор, значи тоа треба да се почитува и цени. А ја почитувам ти што си ме викнал, што си ме удостоил, што мислиш дека јас ќе бидам интересна и што ќе може овој подкаст еве да се гледа и ќе видиме колку ќе се гледа. И тоа, драги мои, морам да кажам дека Ирена денеска има настап. Ние прво снимаме, потоа оди во Штип на настап. Во Штипска куќа пеаме. Секој петок, а некогаш и сабота ги поканувам сите кои што сакате добра музика, добра песна со моите колеги од Легато Бенд да си дојдат во Штипска куќа. Јас настапам таму веќе 5 години, да си каснате на Штипска пастрамелија. А за другото ќе се договориме, ќе видиме утекот на вечерта. Ама да имаат пари за бакшеш. Па и да имат и да немат, не е битно. Значи само ја да имам, Не е а другите битно, не е ти битно. имај. Ти е битно па за да видиме дали ти си нели дали умееш да дадеш бакшиш. Да. Види, тоа е, значи умење како да го дадеш бакшишот. Треба да и да знаеш како да го дадеш. Да, треба да знаеш како да дадеш бакшиш. Има некои непристојни Па има и мисто да дадат, значи не, така не се случило. Него другом беше зборот, Дека има и такви. Мафтат премногу, значи тогаш некој ако премногу ти мафта или ќе ти ја стави Да се под попне. телефон, никад веќе нема да му запеам на тој. Напротив ќе се тргнам и нема да пеам. А зашо по телефон? Па демек под чашата тука се парите, сеќаш сега да ме држи он со парите. Дали ме разбираш што сакам ти ти кажам? таму да се вртиш. Демек јас заради парите. Напротив, човек кој ќе стави чаша под пари под чаша или под нешто или нешто си има негови, значи верувај дека повеќето од нас Не ги ние се дава. тргаме. Не, он може ќе ги даде, ама не сакам да ме ги даде. Како да ти кажам? А ти смета она кога ќе Не, значи не сакам да ми ги даде.
Човек што дава банки, што одма се гледа дека дава и ги дава. Ако погодам, сега ти ме да ме никога што нема да се случи, бидејќи можам јас да ти дадам уште толку. Си вратил некојаш бакшиш? Не треба. Да, не треба. Ако е некој досаден, му го враќам, не сакам, значи. Не сакам и готово. Имаш пеено на свадба повеќе пати иста песна? Повеќе иста песна. Не само на свадба имаме пеено и вака и на настани, меѓутоа сад не да биде една иста песна за песна, него секако дека ќе кажам оваа песна, да ќе ти исполнам, меѓутоа мора да поминат барем 2-3 песни, бидејќи другите гости нема потреба зашто да слушаат две песни едно по друго, нели? Он секако, нели, таа песна си ја плаќа. Но и ние имаме некои одредени правила и норми кои што пред се парата е пара, но не може ради пари се да се прави. Пари имаме, однос не треба, нели? Да. Јас присуствував И на една почитување. свадба, на еден немил настан. Маријан Коце пееше и еден пијан човек му го зема микрофонот, штом не ја пееш таа песна, сакаше да му го скрши, јас бев тука, средивме ситуацијата. Тоа се некои, значи, луѓе Човекот кои ќе што доживееше срце в удар, Кој ќе викаше. доживееше? Маријан, викаш 1000 евра сум го купил микрофонот. Ама не може така, и се замисли се јас се влезам негде у некој институција и да ти го скршам компјутерот. Сега ти мене, значи не ми кажа добра диагноза, јас сега докторите ќе ти го скршам компјутерот. Или ќе ти ги скршам слушалките, или ќе те скршам, каков е тој начин, значи. Јас да ти кажам искрено, мислам дека луѓето во последно време се некако многу чудни. И не само нашата, ја дори у нашата професија и не гледам некој поголем проблем, бидејќи такво нешто не ми се случило. Дека кај нас доаѓаат некако луѓето порасположени, доаѓаат, значи, нашталувани за музика, за песна, за убав штимунг и ретко кој би си дозволи, нели, да си упропасти вечерта на себе и на своите пријатели. Но повеќе сум, например, сум изненадена од луѓето кои што се спремни за едно паркинг место да си степаат, за чекат во банка, повојно тој го зема редот или продавница или примерно доктор, дури, значи, докторите викаат вака, мислам, имаме чувство дека нас ја не испотепаат. Значи, дури тука се случува тоа, а камоли па некој пијан што Маријан Коцев бил на свадба, тој се опил и сега, значи, тука треба да има едно обезбедување, одма посместа да го изфрли тој човек, да не им ја расипе пред себе селбата. Му помогнав јас А и не, среќа се ритме а работа. микрофонот ќе ми го фати некој, тоа нема шанси. Мислам, ја прва ќе го катапултирам во свемирот. Ирена, браво. Па така е, што? Како? Каков е тој начин? Ирена, многу ти благодарам што ни беше денеска гостин, токму ти и сум ти многу стварно Нема потреба заради тоа што не сите се искрени како тебе. Чувствувам и Па знам и сега, гледам дека види, стварно па сега направивме треба- една Да, еден добар немам потреба зашто да лажам веќе, разговор. затоа што сметам дека со самото тоа што ако ти излажам себе, како да сум се излажала себе, можам само да не кажам нешто што не сакам, а инаку немам зашто да го излажам. Добро, не би се сите така, али ти си една од Па види, тоа е доаѓа Малку со искуството, минат. доаѓа со карактерот и доаѓа веројатно и со годините. Се надевам дека А повторно ќе сега ни јас дојдеш. влегувам во тие убави години, каде што, како вика, не можам да го вовлечам ни јазикот, ни стомакот. Нема стомак. Тоа така се кажува, нели? Повторно ќе ни дојдеш на гости, се надевам дека ти Ќе беше дојдам, пријатно. Зошто да не, зошто да не. Ти само одбери добри прашања, јас сум подготвена да ги одговорам. Овие не беа добри. И повторно добри. Повторно добре, да така. не бидат добро. истите, нели? Не, истите не. Таман работа. Драги мои, тоа беше Ирена Спасовска, нашата позната пејачка, а на вас ви благодарам што успеавме и што не гледавте да го задржиме вашето внимание. Бидете така, доколку ви се допадне ова видео, треба да стиснете лайк, сабскрајб и да го споделите како ви допрво до што повеќе луѓе.